Градоначалникот Владимир Талевски на денешната пресконференција се осврна на реализираните и започнатите проекти во општина Битола во годината која изминува. Исто така беа презентирани и плановите и приоритетите за локалната самоуправа за наредната 2016 година. Нашиот концепт е со неколку долгорочни проекти, впрочем видовте дека и во буџетот тоа го имаме, капитални инвестиции од неколку години, така што следната година Битола навистина ќе биде едно големо градилиште, не само во делот на индустријската зона каде што го поддржуваме нашиот проект, кој што беше многу значаен, а е смислен со една единствена цел да се реши најгорливиот проблем во нашата општина во Битола, а тоа е невработеноста, така што мислам дека тоа веќе има добри резултати. Околу 2900 наши граѓани веќе се вработени во Кромберг и Шуберт, што би значило дека 2900 семејства живеат подобро, се разбира финансиски, се надевам дека и од други аспекти, од претходно. Така што овој тренд ќе продолжи. Следниот наш голем приоритет е касарната, или сега Златен Рид, за кој што имаме 3 детални урбанистички плана веќе направено и каде што веќе инфраструктурно многу интервениравме. Како еден од најзначајните проекти, градоначалникот го посочи проектот за топлификација на Битола, Новаци и Могила, при што информираше дека иако реализацијата треба да започне наскоро, сепак веќе одредени подготовки се во тек. Тој веќе почнува, деновиве се прават подготовките да се реализира, а веќе можам да ви кажам дека е започнат да се реализира, ако имаме предвид дека 2 блока од РЕК Битола веќе се адаптирани и прилагодени за одделување на топлинската енергија која што треба преку Новаци да дојде до Битола со еден крак за Могила. Исто така информираше и за новогодишната програма, односно во што се ќе можат да уживаат битолчани и сите посетители на градот во празничните денови. Програмата навистина е многу богата. Имаме голем број детски представи, имаме голем број музички звезди, групи и така натаму. Даниел ќе биде на плоштадот. Тоа е за едниот тип публика, а се разбира никогаш не бил за Нова година. Размислувавме кого да поканиме, практично не знам дали сме направиле некаков пропуст, но не беше дојден, а е одличен и мислам дека за другиот тип публика ќе биде добре дојден и изборот е исто така супер, тоа е Наум Петревски. Забавната програма која започна на 28 декември и ќе трае до 31 декември, како новогодишна програма ќе продолжи и во новата година, односно најавени се и повеќе активности за време на останатите празници.